Денеска автомагазин ќе го слави неговото величество, моторциклот. Во Милано се одржа 82-то издание на најголемата мотосмотра на стариот континент, миланската ИКМА. Страста и понатаму се најде под светлината на рефлекторите, а ордите посветители не останаа разочарени што мораа да платат по 25 евра за влезница. Забава имаше и за очи и за душа, најмногу од домашните марки. Денеска ќе ги споделиме и со вас импресиите од тестот на Мини Купер C. А сега, правец во Милано. Иако е од Болоња, главен во Милано е Дукати кој секогаш доаѓа со голема постава. Акцентот беше распореден меѓу неколку значајни новитети, меѓу кои најголемо внимание привлече Multistrada V4 која доби специјална RS изведба. Планирана во лимитирани количини, таа е наменета за патна употреба, но располага со рамка и мотор со тркачки карактеристики. Мешавината на спортски и долголиниски својства овој моторцикл ја добива од Демоседичи Страдале агрегатот од 1103 кубни сантиметри со сува спојка и Акрапович издувен систем. Испораката на 180 коњи е испеглана, а удобноста ја контролираат полуактивните Олинс единици. Цената се искачува до високи 40.000 евра. Беа откриени техничките детали за првиот мотокрос модел на Дукати, а Пагинале V4R ја донесе тркачката Moto GP технологија на патиштата. Колку успешно кажуваат самите бројки: 218 коњски сили, 16.500 вртежи во минута и максимални 330 км на час. Desert X V2, планиран за идната година, беше прикажан како маскиран прототип, а со истиот агрегат дебитираа уште Monster и Hypermotor. После краткиот период делување под капата на КТМ, новото раководство на МВ Агуста покажа голем ентузијазам за иднината. Штандот на марката верно ја представуваше извонредноста по која е позната, најмногу кај новиот Brutale 800. За него гордо се истакнува дека е најчист израз на спортската генетика на МВ Агуста, што го докажува со клучните дизајнерски карактеристики, челичната рамка и ажурираниот трицилиндричен мотор со максимални 113 расни грла. Квалитетот го потврдува и со 5-годишната гаранција. Авантуристички расположените се насладуваа на Enduro Veloce, чие срце од 931 кубен сантиметар тежи само 57 килограми. Произведува сосема солидни 124 коњски сили, која му ја даваат агилноста по која е ценет. Истиот мотор, но со 148 коњи го доби и Brutale Oro, лимитираната едиција која ќе биде достапна на само 300 купувачи. Обраќајќи се сега на поширока публика, МВ Агуста ја презентираше својата специјална програма Sartoria Меканика за ексклузивно прилагодување на моторциклите, а изненади и со прототип на агрегат со сосема нов концепт со 5 цилиндри и 3 брегасти оски. Силен впечаток остави и бимота која го представи целосно новиот кросовер моторцикл Тера.
Конструирајќи го да ги спојува удобноста при патувањата и сировата сила, инженерите од Римини ги докажаа својата вештина и прецизност. Секако со помош на Кавасаки, со кој Бимота континуирано соработува. Спојувајќи ги футуристичкиот дизајн, најсовременото ослонување и напредната аеродинамика привлекуваше постојано внимание од публиката која се насладуваше и на тркачкиот KB998. Очигледно Пјаџо себе си се смета толку голем што воопшто не се плаши дека ќе остане без внимание иако настапи без новитети. Така, освен специјалното издание на Беверли, кој како еден од најпопуларните и најпродаваните скутери во историјата, ја прославува својата 25 годишнина. Немаше со што друго да се пофали. Слична атмосфера владееше и кај Априлија, каде освен визуелно агресивната колорна шема за неколку модели, монотонијата ја разбиваше новиот скутер од средната категорија SR GT 400. Подготвен за авантура, неговиот 36 коњски агрегат му дава перформанси кротени со врвните сопирачки дискови од 300 мм напред и 240 назад, а цврстата челична рамка исклучителна стабилност и подвижност. Мото Гуци малку ги разочара фановите затоа што освен нова графика и благо унапредените Stelvio и V100 Mandello не покажа ништо ново. Тоа не се очекуваше од марка која доста добро знае како италијанскиот стил и модерните технологии може да функционираат заедно, без губиток на карактерот. Се зборува дека причина за ова е фокусирањето на компанијата кон нова производствена поставка за идните модели кои ќе ги таргетираат возачите на долги патеки и љубителите на авантурата. Иако во кинеска собственост, Бенели цврсто ги држи италијанските мотогени во својата понуда, која за идната сезона е облагородена со неколку нови серии. ТРК 902 Explorer и Stradale ги комбинираат познатиот дизајнерски дух со модерните технологии, донесувајќи им глобални амбиции. Нив ќе ги остваруваат со двоцилиндричниот агрегат, вистинските теренски можности за Explorer и врвната удобност и прифинетоста во возењето на долги патеки кај Stradale. Помалиот ТРК 602X беше обновен, а за новите возачи кои бараат сестраност без жртвување на стилот, понудата на Бенели е проширена со лесниот BKX300. Нова ера за марката отвора и голиот Tornado Naked Twin 550, чиј мускулест и динамичен дизајн му дава својствен идентитет, а 56 коњски сили живописни перформанси. Пристигна и новиот Leoncino Bobber 400, со кого Бенели дебитира во сегментот на моќни крузери. Смел и препознатлив, тој комбинира агресивни линии со хармонични пропорции, премостувајќи ги италијанското наследство со културата на кастом конструкциите. Секој детаљ е направен да воодушеви, а новиот V-Twin мотор од 60 степени со двоен издув и видлив филтер за воздух веднаш привлекува внимание. Мото Морини, кој е уште едно славно име што делува под кинеска управа, се соочува со проблеми во Европа каде не успева да се наметне на купувачите.
Штета, затоа што гамата му е добра и интересна, сега збогатена со долго очекуваниот калибро багер. Представен лани, овој американизиран турер доби поголем мотор од 693 кубни сантиметри и 69 коњски сили, доволни за постигнување максимални 175 км на час. Достапен е исклучиво во црна боја, а може да се нарача и во пригушена верзија со 48 коњи за возачите со А2 дозвола. Надеж за подобро утре се гледа и во реинкарнираниот Кангуро, кој во 80-тите години беше еден од најомилените модели на марката. На пазарот ќе се најде дури втората половина идната година. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Европскиот пазар на моторцикли е во криза. Причината за намалениот пласман се гледа во новите еколошки правила кои ги исцрпеа ресурсите на производителите за подготвување новитети. Купувачите со намален ентузијазам се одлучуваат, но јапонските моторциклистички гиганти како да не знаат за криза. Како глобален лидер во мотосветот, Honda за EICMA подготви плејада новитети. Со лансирањето на адутот CBR 500 R4, чиј мотор испалува 80 коњски сили, ја редефинира класата спортски модели од 500 кубни сантиметри. Новост е и воведувањето на e-clutch автоматиката, која со комбинација на системот за брза измена на степените на пренос и трансмисијата со двојна спојка овозможува едноставно тргнување и запирање. Достапна и кај обновениот CB750 Hornet, чиј секојдневна управливост, премиум детали и звук ќе измамат насмевка на секој возач. Потполно новиот CB1000F ги спојува класичниот стил од 80-тите со модерната Fireblade сила.
Скриена зад безвременскиот дизајн и непогрешливиот ретро шарм, најсовремената технологија му дава 122 коњски сили и тоа за само 12.000 евра. Иако во ознаката малку се разликува, CB1000 GT е спортско-туристички моторцикл од следната генерација направен за возачи кои бараат удобност на долги релации и вистински перформанси. Ги комбинира напредната аеродинамика, ергономијата и премиум електронските системи во урамнотежен пакет кој плени со своите 150 коњски сили подготвени за линеарна испорака. Како ќе изгледа иднината, Honda покажа со концептниот V3 R900 и компресор и првиот електричен моторцикл на марката. Сузуки ја превоцираше публиката со SV7GX подготвен како фасцинантно и сестрано решение. Фокусиране на технологиите за оние со модерни барања од перформансите на еден кросовер моторцикл. Проверениот V-twin мотор од 645 кубни сантиметри дополнително е усовршен и сега развива 73 коњски сили. Новост беше и долгоочекуваниот DRZ4S Enduro, со кој Сузуки најавува препород на мотоциклите од оваа класа. Ямаха значително ја напреди својата понуда за наредната сезона и тоа во сите класи. Адреналинот го дигаше новиот R7 кој пристигнува со коктейл електронски наградби и префинета механика. Основа и понатаму е проверениот паралелен двоцилиндричен агрегат со 689 кубни сантиметри и 73 коњски сили, но практично се друго е ново. Во чест на Кени Робертс, XSR 900 GP доби нова жолта ливреа, а освежениот Tenere 700 World Ride останува верен на едноставноста и малата тежина. Ендуро ентузијастите со задоволство го пречекаа YZ 450F кој е со комплетно изменети спецификации. Вреден беше и Кавасаки, кој на посетителите на EICMA им овозможи да истражат широк спектар новитети, од спортските до теренските. Два од нив беа од 1100 класата, која сега има поголем агрегат и повеќе сила. Така, Versys може да се пофали со 135 коњски сили, а Ninja со ревидиран менувач со продолжени ниски и скратени високи преносни односи. Електрониката интегрирано контролира се, од темпоматот преку режимот на работа до надгледувањето на пролизгувањето и блокирањето на соперачките. Остриот дизајн на Z900 му дава футуристички изглед, а бочните панели од брусен алуминиум премиум чувство. Со KLE 500 марката најави враќање во ендуро сегментот кој повторно доаѓа во мода. Просторната цевкаста рамка вдомува двоцилиндричен агрегат засега со непотврден број на коњски сили, а теренските можности го обезбедува кајаба, телескопските вилушки и континуирано подесливиот амортизер. Адекватно опремен, овој моторцикл ќе биде избор на многу ентузијасти кои за него ќе треба да одвојат не повеќе од 7.000 евра. Американците и британците се, барам според имиджот, на самиот врв во светот на двете тркала. Харли Девидсон во Милано представи само еден новитет, додека на Триумф му беше тесен штандот да ги намести своите новитети.
Харли Дейвидсон секогаш привлекува внимание на публиката која јасно знае што може да очекува од американската марка, но овој пат имаше изненадување. Беше прикажан прототип на тркачки моторцикл за новиот Багер светски куп, како дел од MotoGP распоредот на неколку настани идната година. Се очекува да развива преку 200 коњски сили и да надминува 300 км на час. Триумф како и секогаш настапи со полн штанд новитети, дотолку што е тешко да се одвојат најзначајните. Така покрај со новата ендуро и мотокрос гама, публиката во Милано се запозна со Scrambler 1200 XE. Тој за идната сезона доби премиум надградба на ослонувањето со целосно подесива шоа вилјушка, која ги подобрува контролата и удобноста во возењето, како на пат, така и надвор од него. Обновени беа и помалите изведби на Scrambler, а серијата Bonneville еволуираше со нови дизајнерски детали, пообемна опрема и електроника која вклучува ABS и TCS системи оптимизирани за свиоци. Некои верзии сега добија темпомат, а други пак посебни изведби со помала моќност за оние со A2 возачка дозвола. Бобер и Speedmaster добија поголем резервоар, пошироко седиште и нови полесни тркала, а популарниот Trident 660 пак малку поголем брат. Го има трицилиндричниот агрегат од Tiger 800 со 115 коњи и може да се пофали со класично елегантни линии, модерни системи за помош на возачот и атрактивна цена од околу 10.000 евра. Челичната рамка и трите режими на работа му обезбедуваат солидни возни својства, а подесливите амортизери и легендарниот звук целосно задоволство при патувањата. Каде ја завршивме минатата сезона, сега ја започнуваме со тестови и новата сезона. Символиката е јасна, ја завршивме со BMW X3, а сега го тестираме Mini Cooper C. Овој автомобил се појави на глобалната сцена пред 2 години, кога ја шокираше јавноста. Не толку со изгледот, туку со дилемата дали Mini може уште да се нарекува Mini. Затоа што сега новиот модел е многу поширок, многу подолг и многу повисок од претходникот. А она што го односи во својата порака е дека покрај класичниот дизајн на надворешноста на кого сме навикнати од Mini со огромните овални фарови, во внатрешноста е направен многу поинаку, многу помодерно и многу попредизвикувачки. На задната страна повторно е задржан оној изглед на кого сме навикнати, но сега сменети се стоп светлата и целата задница изгледа многу подинамично и многу поприфатливо. Она што остана мало во Mini, тоа е багажниот простор. 231 литар имате на располагање, а тоа можеби нема да биде доволно за некои подолги патувања за четворица, но сепак Mini Cooper C е предвиден да пренесе 4 патници, но повеќе од двајца не сум видел барем досега да се возат во Mini. И она што е добро, можеби на подолго патување нема да може да земете многу работи, но кога се патува со Mini, битно е да имате многу картички, за да можете да ги трошите своите пари онака бонвивански, да си купите многу сувенири, а како ќе ги пренесете, тоа е друго прашање. Ја спомнав на трешноста. Прво што забележувате со облегувањето во Mini е дека има многу простор.
Веднаш добре дојде ви дава огромниот дисплеј, овален дисплеј, кој е уникатно остварување во светот на автомобилите. Само да подсетам, целата површина на овалниот дисплеј е употреблива. Да, минимализмот е нагласен. Тука имате само 4 физички копчиња и уште дополнителни 4 за основните функции. Пред се, тоа е стартувањето на моторот и она што треба да се нагласи кога станува збор за Мини, дека имате многу можности на организација и графичко покажување на дисплеот. Целата централна конзола, но и другите опшивки во интериерот се направени од рециклирани материјали. Но немојте да мислите дека Мини се задоволи само со употреба на рециклираните материјали. Напротив, во однос на каков приказ од Mini Experience одбирате да ви се рефлектира на централниот дисплеј, така и навечер целата централна конзола добива амбиентално осветлување. Ке повторам, во зависност од избраниот графички приказ. Наслонот на раце не може да се употреби, нема никакви простори за одложување на дребулии, но затоа ова место е предвидено за тоа. Лесно се отвора и во него со леснотија може да оставите клучеви, портмоне, дури собира и мобилен телефон. А кога сме кај мобилните телефони, уште едно остварување е доста паметно во Мини, а тоа е ова. Можете лесно да го одложите мобилниот телефон и тој да биде фиксиран, па како и да возите, тој ја задржува својата позиција. Се разбира, тука е и бесконтактното полнење на телефонот. Возачката позиција е перфектна благодарение на одличната ергономија на внатрешноста, како и многу добрите седишта кои одлично го држат телото. Можеби Мини треба да се критикува поради овие пластики. Тие делуваат доста грубо. Тоа се повторува и на вратите, но општиот тренд, па дури и во премиум сегментот, е да се употребуваат рециклирани материјали. Дали е тоа оправдано или не, треба да го кажат потрошувачите. Јас сум удобно сместен во Мини. Него го задвижува 3-цилиндарски 1,5 литрен турбо-бензински мотор со 154 коњски сили. А како се однесува во возењето, ќе видиме сега. И веднаш со тргањето со Мини Купер C чувствувате дека моторот доста тивко работи. Впрочем, и првиот впечаток кога ќе почнете да го возите Мини Купер C е дека е извонредно тивок, што не беше случај со претходните генерации. Овој модел е задвижуван, како што реков, со 3-цилиндарски 1,5 литрен турбо-бензински мотор кој произведува 154 коњски сили. Впарен со 8-степен автоматик, тој може да пружи големо задоволство во возењето. Оно што ми недостасува во менувањето на преносите се лопатките за да управувачот, но тоа не значи дека не можете да го контролирате Мини како што сакате. Кога станува збор за динамично возење, веднаш до израз доаѓа извонредно прецизното и агилно управување. Мини суверено се однесува во свиоци, а она што ви дава посебна доза на самодоверба е извонредно прецизното управување. Имате чувство како да возите картинг, а не кола. Ова е посебно битно за оние кои сакаат да уживаат во возењето.
Јас со Мини Купер C поминав повеќе од 380 километри и верувајте ми, во секој изминат километар јас уживав за да управувачот, без оглед дали е тоа на кривулес пат, на автопат или пак во градски услови. Потрошувачката просечна му изнесува 7,2 литри, што е многу разбирливо за бензински турбаш кој нема никаква помош од електриката. Истиот мотор со благ хибриден систем во моделите на BMW развива над 175 конски сили. Но да се вратиме во уживањето, во возењето. Кога динамично забрзувате, се слуша продорниот звук на моторот, но тоа само допринесува за кревањето на адреналинот. Без оглед каков стил на возење ќе одберете, вие суверено се чувствувате дека во секој момент ја имате ситуацијата под контрола, па без оглед и ако малку претерате со брзината, а со овој модел е многу лесно да се претера со брзината. Бидејќи моторот е доста агилен и одлично соработува со 8-степениот менувач. Со погон на предните тркала, Мини покажува дека иако има погон на предни тркала, може да обезбеди извонредно задоволство за управувачот. И секако ќе се запрашате колку чини ова задоволство. Акциската цена е 36.500 евра. Неа нема да ја дискутираме, бидејќи станува збор за еден производ кој не е само премиум, туку е и дел од животниот стил. Животен стил кој многумина би сакале да го имаат. Севкупната атмосфера која пружа Мини Купер C е извонредна. Да бидам искрен, јас одамна не сум се забавувал со автомобил вака како што се забавувам со овој мал Мини. Но да подсетам, Мини повеќе не е мал. Тој покрај своите перформанси пружа и огромно задоволство што се однесува до удобноста и ергономијата. Оној кој што сака да доживее вистинско доживување со мал автомобил, можеби и нема подобра алтернатива од овој британец со германски гени. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Не ми замерајте, јас ќе продолжам да се забавувам со Мини Купер C. А доколку и вие тоа можете, би сакал да ги споделите со мене вашите импресии. До гледање до следното издание.